Само десетина компании од регионот се појавија на денешната презентација на можностите за соработка меѓу македонски и унгарски стопанственици. Манифестацијата која организираше унгарската амбасада имаше за цел да ги доближи бизнисите на двете држави и да понуди пари и соработка. Стратегијата на нашата национална трговска куќа е тоа да ги собираме информациите за можните партнери од Унгарија, нивните капацитети, особено за малите и средните предпријатија од Унгарија. Тие податоци ги доставуваме на нашите странски партнери преко комората или преко овакви средби, директно, непосредно заинтересираните стопанственици од регионите и врз основа на тоа нудиме воспоставување на соработка. Една од најатрактивните индустрии за можна соработка е автомобилската. Во Унгарија постојат 4 фабрики кои што се во сферата на аутоиндустријата, значи фирмата Opel прави мотори за Opel, фирмата Suzuki целокупното производство го има во Унгарија, Mercedes во Кечкемет исто дел од нивните производите и Audi во околината на Веспрем. Двете држави имаат потенцијал за соработка, но трговската размена меѓу нив е помала од реалните можности. Доколку ги гледаме последните 15 години од економската соработка, можеме да кажеме дека врвот достигнавме во ланската година, каде што меѓусобна стоковна размена помеѓу Унгарија и Македонија изнесуваше 150 милиони евра. Би сакале да ова размена ја зголемиме. Но наместо бизнисмените, желба за соработка изразија општините. Можеме да им понудиме нашите капацитети од земјоделството, нашите капацитети од преработувачката индустрија, нашите капацитети од текстилот и воопшто од сето она кое што го имаме овде на располагање. Се надам дека од ова средба со Унгарската стопанска комора и поточно и со амбасадорот на Република Унгарија ќе произлезат едни позитивни разговори со тоа што нашата општина се надам дека ќе се најдат некои стопанственици во целиот овој бизнис. Исклучок кога во прашање е соработката општина, бизнис сектор и унгарската амбасада е Виница. Нашите денешни гости веќе остварија средба со неколку винички компании, конкретно веќе се договори учество на сајм во Будимпешта во септември. Ние како општина моментално немаме да понудиме капацитети за градба на нови компании, меѓутоа имаме компании што можат да извезуваат во Унгарија. Досега соработката на регионот со Унгарија се сведува исклучиво на културно ниво, главно меѓу збратимените градови Кочани и Сеген Сент Миклош.